Климатските промени ќе ја одложат есенската сеидба. Долгиот сушен период па обилните врнежи го спречуваат навременото подготвување на нивите за сеидба, со што целиот процес се поместува. Според агроекспертите, ваквите временски услови ќе продолжат и во иднина. На овие површини, како што спомнавте за есенските култури или поточно житните култури, каде што можеме да кажеме не се ни отпочнати од сеидбата, овие површини кои што имат основна обработка, значи обработка после жетвените активности, овие површини кои што се со пропустливи, значи состав над почвата, ќе можат слободно да засеат површините. Меѓутоа, површините кои што се потежок состав над почвата и необработени, што значи незапазени навреме агротехнички мерки кои што треба да се спроведат навреме, па отпосле, значи во есенскиот период да биде олеснителна понатамошната активност, тука нема да има, значи нема да има време да се стасат овие сеидби и сметаме дека ќе има значи ако така продолжи времето, ќе има закаснување во однос на сеидбините активности, есенските сеидбини делови каде што треба да бидат покриени производството од житните култури. Земјоделските навики и активности мора да се усогласат со новосоздадените услови, бидејќи значително ќе влијаат на приносите и квалитетот на производството. Климатските промени диктираат нови мерки кои ќе треба да бидат редовна земјоделска пракса. Се сретнавме и се среќаваме со таквите ситуации што испомнавте, значи со намалени приноси и плюс тоа, значи со ситуации каде што имаме добар квалитетен принос плод, меѓутоа од една страна со појавата на тие такви климатски промени, значи сончевата радијација превисока, дојде до оштетување на таквите плодови, каде што, значи, можеме да споменеме од екстра или од прва класа отидува во втора класа. Значи, нашите земјоделски производители не само во однос на појавите обилните дождови туку треба да бидат припремени дека ќе имаме појави на краткотрајни поројни дождови, значи ќе имаме појави над краткотрајни, но многу ниски температури, значи каде што треба да бидат припремени за таква работа. Посебно ќе го споменам делот кој што е во градинарскиот дел или делот кој што е под заштитени услови кои што се одгледуваат. Годинава и приносите на жито беа намалени токму како резултат на климатските промени.